почитувани граѓани, почитувани новинари. Владата до Собранието ја достави информацијата за предлог преговарачката рамка представена од француското претседателство со Европската Унија за почеток на преговорите. Одговорност е на законодавниот дом преку носење на понатамошни заклучоци согласно собраниските процедури за овој европски предлог. Сите политички партии, сите пратеници во Собранието треба да покажат одговорност, државност, да придонесат со диалог, конструктивност во носењето на конечна одлука. СДСМ како државотворна партија има заклучоци кои гарантираат доследно придржување кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ. Како елементи за кои не се преговара во било кое време и околности, односно не се дел од преговарачката рамка. Да се постапува целосно во согласност со стратешките определби на земјата за интеграција и полноправно членство во Европската Унија со исклучување на билатерални, историски и образовни елементи во рамката. Секако, се што ќе се усвои да биде во рамките на црвените линии дефинирани со резолуцијата што пратениците со консензус ја освоија пред околу една година. Протестите организирани од ВМРО, ДПМН и Левица не беа поврзани со европскиот предлог за почеток на преговорите, туку единствено со цел рушење на владата, но тоа не успеа. Во овие неколку денови целата јавност од ВМРО, ДПМН, Левица и Алијанса за албанците виде борба за гола власт. Обид за поигрување со чувствата на граѓаните, намерно создавање тензии, конфликти и загрозување на стабилноста преку крвави сценарија. Токму неуспехот на овие мрачни сценарија доведе до растурање на коалицијата помеѓу ВМРО, ДПМН и Алијансата за албанците. Откако пропаднаа сите обиди за дестабилизација, сега Христијан Мицковски и ВМРО, ДПМН да престанат со деструкциите. Пратениците од сите политички партии имаат одговорност да работат за граѓаните, а не за нечии туги интереси. Пратениците имаат обврска да обезбедат европска иднина за државава. Ви благодарам и доколку има прашања, поведете.